Повторно одложен судскиот процес против адвокатот Тони Менкиновски, кој се најде на обвинителна клупа затоа што за време на христијанскиот празник Водици го постави 40-метарското знаме со сонцето од Кутлеш на бедемот од Самоиловата тврдина кај Долна Порта. Овој пат главната расправа се одложи и тоа на неопределено време, поради боледување на судијата кој постапува по предметот. Иако судењето не се одржа, не изостана поддршката на Менкиновски пред Охридскиот основен суд се виореа македонски знамиња. Сакам да дам поддршка пред судов овдека пред народот. Ја имам 88 години. Сакаме да му порачаме и на македонскиве власти и на целиот свет дека од ова наше државно национално знаме никогаш нема да се откажиме и тоа ќе остане за секогаш нашиот вечен символ кој што ќе ја представува нашата држава. Уште еднаш се срамиме што власта превзеде ваков непопуларен потек да еден патриот македонски кој што и брани македонските интереси да биде изложен на судење. Ако имавме правна држава, ќе имавме и држава. Ова све е замислено политички наместено. Инаку во судницата повторно не се појави овластено лице од МВР, кој ќе го образложи обвинението, а согласно законот мора да присуствува, појаснува Менкиновски кој сам се брани. Судењето се одложува по трет пат, оти судијата се разболел. Доколку имаа доблест, предметот можеше да го води друг судија, а нас навремено да не известат. Него сега е целта да се калкулира со овој предмет, да не се будат страстите кај македонците, значи им е страв, очигледно им е страв, бидејќи не знаат како да се справат со овој предмет. Од една страна сакаат да ме осудат, не сакаат да донесат ослободителна пресуда, според правото треба да донесат ослободителна пресуда, бидејќи тој што го иницирал го нема да се појави и да образложи во судницата. Тоа е она што се случува, за жал македонското правосудство е катастрофа. Нас ни е целта да извојуваме победа. Македонското сонце од Кутлеш да се вее слободно над секој кој себе си се идентификува како македонец и кој овој знак го смета за свое културно, историско и национално наследство. Не смееме да дозволиме да стане пракса да ни забранат да го истакнуваме ова сонце. Ќе одиме до Страсбур и други меѓународни институции како Обединетите нации, рече Менкиновски кога го товарат за нарушување на јавниот ред и мир за време на верскиот празник Водици. Ова е првото дело. Потоа ќе следи и друго, кога на обвинителна клупа ќе седнат повеќе македонци, кои на 27 април го развиорија знамето со сонцето од Кутлеш во знак на поддршка на уставобранителите.